Здраво, друштво! Здраво, ваги! Добре дојдовте во новото видео во кое ќе дзирнеме во пораките кои ни ги праќа универзумот преку тарот картите, се однесуваат за вас, припадниците на знакот Вага, и се однесуваат на периодот од 15 до 31 март. И значи ќе се фокусираме на последните денови од месецов, да видиме што е она што останало недокажано во претходното видео, кое нели ние за целиот месец воопшто. И да не должиме да преминеме на пораките. Пред да започнам, само уште еднаш би сакала да ве замолам да не заборавате да се претплатите. Заедно ќе бидеме во сето ова. Со тоа ќе помогне да каналот да расте, а и вие ќе си добивате навременно известување кога доаѓаат овие видеа, да не би испуштиле нешто, затоа што нели ни се временски врзани. И сега, она што е прво овде, вака и поголема некоја енергија, е тоа дека вие ќе прославувате. Значи, еден голем дел од вас, вагите, ќе прославуваат нешто во домот, ќе прославуваат со најблискиот, ќе прославувате со партнерот. Може би вие знаете, го планирате тоа, може вие што не знаете, очекувајте дека тоа ќе се случува во втората половина на март. Значи, многу од вас, зашто ќе прославувате? Па многу од вас прославувате за ново возило. Сте купиле или ќе купите некое ново возило. Ќе прославувате за некакво патување. Ќе прославувате за некаков успех. Патување може да биде нешто ново во кое влегувате и ве прави да се чувствувате дека конечно сите соништа и желби вам ви се исполнети. Нешто што ќе ве ќе ве преплави со емоции, нешто прекрасно се случува во вашиот дом, во вашата врска, во вашиот живот. И тоа се сведува на некаков успех. Може би, како што кажав, ќе купите ново возило, може би тргнувате некаде. Поврзано е со некакво патување ова, може би. Вие ќе знаете, ќе видите, меѓутоа јас сум тука да ви пренесам пораки. И тоа е прекрасно. Сега еден добар дел од вас тоа ќе го прават со некој близнак. А значи со близнак ќе прославувате, може би партнерот ви е близнак, може би тие со кој прославувате. И од тој близнак јас морам да ви кажам дека доаѓа една прекрасна енергија. Верувајте дека се што почнувате со него и се она што ќе дојде периодот од него е нешто што не смеете да го испуштите. Ако е понуда, мора да ја прифатите, затоа што ова е тоа што сте го чекале, ова е успехот, ова ќе ве крене повисоко. Ќе ве крене многу над. Ова сега мора вие да си го толкувате во вашиот живот. На кој начин ќе ве крене, може статусно ќе ве крене, затоа што овој близнак е еден многу згодна, не мора да значи се работи за мачко, може да жена е, зависи која слуша поракава. И успешна, премногу успешна. Тој самиот е на врвот. Значи ќе ве крене на некој начин, ако не е во статусот, ќе ве крене емотивно, ќе ве крене на било кој начин. Ова е една прекрасна енергија. Не смеете да ја спуштате, значи се што е поврзано со овој згоден, интелигентен близнак, не го пропуштајте, носи успех. Неверојатни успеси носи. Сега, може би понуда за брак ќе донесе тој. За секога ќе биде различно, нели? Генерални се пораките, вие ќе си ги земете онака како што вас ви одговарат во вашиот живот и така ќе ги толкувате. Друго што гледам овде е дека дел од вас влегуваат во нешто ново, почнуваат некој нов проект, некакво патување, нешто ново. Сега, тука постои можност дека другите од страна на сето ова гледаат со скептицизам. Другите од страна мислат дека
не се сигурни дали вие ќе успеете во ова што се впуштате. Зошто и од каде им се вие мисли, јас не знам, меѓутоа мислам дека треба и да ги послушате. Немојте да се лутите и да мислите дека ве подценуваат, вие подценуваат мојата и способноста. Не се лутете, затоа што нешто има во нивните пораки. Не знам што е, нешто има. Внимавајте, затоа што некој бик во вашиот живот не мора да е бик. Може би некој кој ви е поддршка во животот, периодов нема да може да ве поддржи. Нема да може да ви ја даде, може би финансиски. Мислам дека финансиски нема да може да ја подкрепи вашава идеја, вашево проект и новопатување, и може би за тоа ќе сака да ве одврати, па го гледа се тоа со скептицизам. Вие сте еуфорични сега и мислите дека се лутите, мислите дека едноставно ве подценуваат, меѓутоа верувајте не е така. Има нешто овде, сепак вие си знаете моќта и силата колку можете и што можете. И ако е тоа така, ако вие сте надмојкни во сето ова, тоа е прекрасно, меѓутоа сепак не ги отфрлајте изречно на нивните совети. Има нешто тука што треба да го чуете. Верувајте. Значи, околу, ако е нешто сосема па 10, а се работи во врска со овој бик или со оваа енергија која не може да ве подкрепи, тогаш вие треба да се тргнете од ова на кое што сте решиле да го правите. Ако вие не можете сами, апсолутно никако сами не можете, тогаш одложите ги работите, затоа што подкрепава некако периодот не доаѓа. А сепак, ова се само периоди. Издржете, се ќе биде во ред, ништо не е трајно, се ќе биде во ред. Ќе мора да се откажете од некои 3 нешта во живот. Вие знаете што ќе биде тоа, меѓутоа вие ќе мора да се откажете и тоа многу ќе ве разочарува некако. Тоа откажување. Меѓутоа не се фокусирајте на тоа, верувајте, фокусирајте се само на она што е добро во вашиот живот, она што останува. Не се фокусирајте на овие 3 чашки кои се истуриле. 3 емоции, 3 работи во вашиот живот. Фокусирајте се на она што е тука и присутно и ќе се смени одма и вашата енергија. Друго, што можам да кажам најмногу сега во овој кратко видео, останува уште тоа. Значи, кажавме за овој близнаков прекрасен. Не го испуштајте тоа, ве молам. Прекрасна е таа енергија. Друго ништо, може би па вие, дел од вас, кои навистина зависат од поддршката на другите, не бидете сурови кон тие што нема да ве поддржат, затоа што постои опасност да ги повредите. А да повредите некој кој ви значи, знаете што носи после каење. Значи, немој да го повредите. Ова не сте вие, ова се другите. А ова се вашите зборови или действија. Затоа внимавајте да не повредите. Ти ви мислат вас најдобро, ви мислат многу добро, меѓутоа периодов едноставно не може да направат ништо. И затоа обидете се да внимавате на зборовите и на постапките кон оние што ви значат. Ох, драги мои ваги, ова е најмногу што можам да кажам во ова видео, во ова кратко видео. И сега за крај, само да не забораваме она што го правиме секогаш за крај. А тоа е да се замислите вие жилба или прашање и јас преку таротот, разбира, да ви дадам одговор краток со да или со не на вашето прашање или жилба. Епа, драги мои, дури како и музикава што е во позадина, ова со труби и тапани ќе дојде веста и радоста. Ова е, значи, ако е со да и не, ова е 100% да, ова е дефинитивно да и ова е страшно голем успех. Уживајте во успехов.
Драги мои ваги, тоа ќе биде тоа за ова видео. До следното ве оставам, се надевам во добро здравје и со најубави мисли. Се слушаме во наредното. Чао, чао!